Струмичко, најголемата земјоделска градина во Македонија е со само едно стручно земјоделско училиште, но од година во година се помалку земјоделските струки. Министерката Царовска е сепак оптимист. Очекува дека учениците со новите стратегии ќе одберат профили потребни на локално ниво. Значајно е да компаниите и училиштата подготват заеднички програми, да ги отворат компаниите вратите за учениците кои што ќе се запишат во земјоделска струка да можат директно да одат на пракса таму, а програмата целосно во училиштата да биде прилагодена согласно потребите на компаниите. Амбасадорката на Швајцарија се надева дека дуалното образование во земјава ќе биде прифатено кое во иднина ќе генерира работен кадар кој ќе биде рентабилен на пазарот на трудот. Дуалното образование е една од можностите, која како модел веќе се спроведува во Швајцарија, а ја создава реалната состојба на пазарот на трудот на локално ниво, и што е она кое што се очекува од стопанството да го генерира како кадар. Зад проектот на Министерството за образование застанува и Стопанската комора, која директно ќе има реални побарувања и насоки во создавање на стручните спреми. И тоа е и апелот кој што сакаме да го упатиме и до останатите компании. Тие мора да ги отворат вратите за учениците, за да можат да проведуваат квалитетна, практична работа во самите компании, да ги научат работните процеси, за да може тие ученици по завршување на образовниот процес побрзо, поефикасно да се приклучат во работниот процес. Во рамки на кампањата на Министерството за образование и наука, учи паметно, работи стручно. Дебата помеѓу компаниите и средните стручни училишта денеска се одржа во Струмица. Целта е со заеднички сили да се отворат бараните профили во стручните училишта.